Тука сме од 10 часот со почеток пред ССМ, значи пред Живко Митревски, зашто синдикат е најголем виновник за растурање на наши фирме, и покрај низа овој пакет мерке што се фали влада на Република Македонија донесене за да се обештети овие работници на некој начин преко вработување, никој не поведе рачун, нарочито синдикати, за да некој биде тако згрижен. Така што огорчени смо и од страна на Живка и побаравме јавна оставка од Митревски Живко, зашто тај не заслужува да представува работничка класа, нарочито и со донесување закон за онај гарантиран личен доход. Оние што су земали повише плате, сега земају гарантиран личен доход од 7200, што е значи катастрофално. И затоа побаравме оставка од него. Овде смо пред собрание зашто најголем виновник за све овој што смо по улици, што бараме наши права е управо собрание. Зашто сите бранат своји партиски интереси, а никој не ќе да поведе рачун да се донесе закон за да се обештети во оваа категорија на работници. И управо смо затоа и тука почињав наши протести, што нема тука да завршим, на секои 10-15 дена ќе се менјав локација. Ќе се држи ви путарине, ќе се држи ви гранични премини, ќе се држи и доле пред владу, зашто ми нема више што да изгубимо, више смо били на ивицу на понор, сак смо у понор. Секој ден се сусреќемо с гасење електрична енергија, од тамнину живимо, секој ден инкасатори и извршители нам тропаат на врата. Блокирав се сметка од македонску телевизија, онај што зима социјалну помоќ или некој супруг на некога технолошки вишак, блокирав се сметке, така што е више неиздржливо. Гледамо за емигранти овамо колку се дава, што не смо против и треба да се помогне. Не дај Боже на никога да се деси нешто такво, ама јас мислам прво треба во своја куќа да се среди, па тогаш да се друг помаже. Зашто оваа категорија на работници кои су стварали, кои су градили едно време, кои су столб значи на сето ова што сега постои, да остане без корка леб значи катастрофално. До сега во неколку наврати баравте гласување на Баравме преко предлог закон. 5 пати е одбиено. Зошто? Дали е поважно еден споменик од 5 милиона евра или 5 милиона евра да се да за 4000 стечени работници на годишње ниво? Па едну годину да бева, кажа, еве едну годину зимајте, да ви помогнемо. Значи никој. Револтирани смо на сите, значи партија, револтирани сме на сите невладини организации. Све се нешто дешава во држава и све е нешто прече него глада народ што оди по улице. И еве на сите една молба до сите, значи и партици, и невладини, и сви да се вклучив во решавање на овај проблем и да се даде што поголем притисак да се обештети овај категорија на работници. А на Груевскога можем да порачам. Тие пари што секој ден слушамо да су покрадене, да су изнесене, да се врати во државу, да се обештети овај народ и некога му што треба и да видиме и ми нормални граѓани, да се и ми гледамо внуци и да не одиме по улице. купно стечајци? Стечајци су на ниво на Република од 6000, се сведовме на 4000. 1640 имамо веќе умрени. Мада секој ден нам умира по еден двајца, значи. Така што имамо 960, имамо инвалидске пензije, удар мождан, срчан удар, значи така зедоа пензија. И останавме со бројка на 4000, што еве, тоа е една капка у море, за да се обештетимо спрема онолик буџет, спрема онолико фрљање паре на свакакве глупости. Ограда 5 метра се ставља пред владу, фрљав се паре, споменик врз споменик се млати туја. Ринга Шпири нам прави Груевски, што не ти прави какве лудорие, а нема 5 милиона да издвои средства. За мене не е премиер и не може да биде премиер, никад. И да се тргне овај влада, да пушти некој што ќе исправи овие грешке и народот да почне да живи, а не да оди по улице и да не знае куде оди.